Добро вечер во Топ тема. Цела населба се крена на нози и се организираше протест против деца. Поранешни штетеници на домот Ранка Милановиќ. Тоа се случи во неделата во Визбегово, се уште не стигнуваат реакциите, се поставува дилемата дали е тоа вистинската слика на нашето општество, полно со предрасуди, или негрижа, себичност, или е ова само еден изолиран случај. За сите овие дилеми кои ги покрена овој случај, вечерва разговараме со моите гости. Васка Бајрамовска, заменик народен правобранител. Добро вечер. Душан Томчич, специјален советник во Министерството за труд и социјална политика. Добро вечер и за вас. И граѓанските активисти, ако можам вака накусо да кажам, Џабир Дерала, на невладината Цивил, која ве прославува 20 години борејќи се со сите дискриминации и неправди во општеството. И Павле Богоевски, граѓански активист, поранешен пратеник. Ве праша пред да седнеме. Добро вечер на вас. Дали ви фали парламентот? Ми рековте малку. Па да, во одредена мера да, иако морам да признам дека многу по олеснато од овој аспект да зборува човек кој ги нема оптеретувањето што ги носи функцијата. Какви проблеми имаме? Како активисти сигурно ќе имате многу повеќе работа околу пратениците, кои си јас сметам дека многу малку работа. Да се вратиме за она за кој дојдовме тука. Вие сте жител на Визбегово. Како вам ви изгледаше се во ова, дека 3 деца ве загрозија вас во цела населба? Неочекувано морам да признам, имав една реакција по тоа каде што кажав дека се срамам од протестот и тоа е тоа, значи ни на крај памет да се срамам од Визбегово или од визбеговци, но од активноста на протестирање се срамам. И кога ги следам реакциите во јавноста кои што се случија подоцна, имаше многу висок степен на осудување, но и имаше еден дел баш кој што потекнуваше од граѓанските активисти кои што велеше не фрлете со дрва и кавења по визбеговци, односно обидете се да го разберете нивното неразбирање. Јас навистина би сакал да го почитувам тој пристап и се обидувам веќе 2 дена да го разберам неразбирањето, ама освен страф и несогласување со нешто што е различно од тебе, не можам да го сватам. И би сакал да ве коригирам во уште една работа. Рековте дека цела населба се дигнала во отпор за мал дом кој што ќе сместува 3 деца. Не е тоа цела населба, иако имаше 50 на луѓе, па може би и повеќе. Јас знам многу луѓе кои што не се согласуваат со тоа. И сега би сакал да предложам да го разгледуваме овој процес во фазите во кои што се случи. Првата фаза е одлуката на Министерството за труд и социјална политика да го позиционира домот таму. Втората фаза е омразата и нетрпеливоста која што се ствараше во тој период во таа средина. Третата фаза е изборот. Тоа несогласување со одлуката на државна институција, во случајот Министерството за труд и социјална политика, да биде манифестирано во протест. И последното и тоа што највеќе ме боли, обидите за правдање на тој протест преку ставови дека ние протестираме мислики за најдобриот интерес на тие деца, бидејќи Визбегово е нездрава средина. Да, наводно од грижа за децата, да. Значи овдека имаме многу фактори кои што треба да ги земеме во предвид, од кои што секој заслужува посебна дискусија. Не можам да се согласам дека Визбегово е нездрава средина, јас сум горд на тоа што практично израснав таму, мојот внук и ден денеска расте таму, иде во основно училиште во втора деление. И не прифаќам дека Визбегово е нездрава средина, а уште помалку прифаќам дека поради таквата средина која што постои во Визбегово, ние треба нашиот револт да го изразуваме преку протест против 3 деца. Да, они велат дека протестираат за друго, но протестот во случајов е против 3 деца. Ајде овие аспекти, ако може вака еден по еден да ги дискутираме. Господјо Бајрамовска Мустафа, кај народниот правобранител дошле луѓето од Визбегово кои протестираа. Што бараа од вас? Да, поднесоа представка крајот на октомври, побараа народниот правобранител да интервенира во насока на поддршка за елиминирање на инектирањето на страно тело во Визбегово. Како? Онака баш го цитирав. Инектирање на страно тело во Визбегово. Беа сериозни наводите во насока на тоа дека се работи за деца кои што ја загрозуваат безбедноста на останатите деца во ова населено место, во оваа населба, дека се работи за деца без контрола, без надзор,
навечер во доцни часови со разни видови на ладно оружје кои што влегуваат по домови и така натаму, што сериозно не загрижи како институција, имајќи во предвид за тоа како овие деца беа третирани институционално претходно во Ранка Милановиќ. Искрено се прашувавме, направивме подобро со тоа што баравме деинституционализација, ја поддржавме деинституционализацијата, доколку е така, и тоа беше доволно да излеземе на терен за да утврдиме веродостојност на таквите наводи. И што утврдивте? Утврдивме сосема спротивна слика, односно утврдивме дом или куќа во која што секој едно дете би сакало да живее со грижа, 24 часовен надзор од страна на вработените, каде што му се дава можност на детето да дојде до израз неговиот интелект и неговиот проблем да се разгледа индивидуално, нешто што го немаше во институционалната грижа во Ранка, која што посетивме само 2 месеца пред да се префрлат овие деца во овој мал групен дом, каде што затекнавме ужас од установа. Напуштена, без никаква грижа, деца надвор без контрола, деца на испрат машки, женски, иако имаше само едно женско, соби нефункционални, секој може кај секого да влезе, користење на заеднички простори машки, женски. Ви кажувам, буквално хаос. Тоа беше доволно за нас да напишеме посебен извештај, меѓу другото да побараме итно превземање мерки за преместување на децата од таа установа, затоа што правиме многу полошо отколку она што го направивме со нивното сместување таму. Значи секако ова според вас е подобро од во секој Ранка случај, Милановиќ, независно да, она што го забележавме во нашиот посебен извештај и што сега го забележуваме, можеби недоволната информираност на граѓаните, затоа што една од мерките која што е предвидена и со националната стратегија за деинституционализација е да се информираат граѓаните или населението таму каде што ќе бидат преселени или децата во мали групни домови како алтернативни форми на згрижување, бидејќи многу е важна поддршката и прифаќањето на децата. Инаку ако живеат изолирано, каде и да ги ставите? Се разбира. Господине Томшиќ, веројатно одевте во Визбегово и претходно кога баравте куќата. Имавте ли вие средба со луѓето кои протестира? Најнапред, децата се уште во куќата, ги вративте вчера. Децата беа моментално дислоцирани за да не се соочат нели со луѓето и да слушаат што она се говори. Кај мене тука проблемот се ова што ја би го гледал погенерално, значи во сите случаи на деинституционализација на барање на стамбени единици, не само за овие дечиња, туку зборам тука и за лицата со попреченост и за дечињата што искачаат и од Бања, Бански, од Емир Капија. Ние се соочуваме со состојба, секој договорите со луѓето и кога им кажете за која група на луѓе станува збор, веднаш се откажуваат и не сакаат, значи не прифаќаат. Ние оние што ги издаваат. Тие што ги издаваат, ние од 100, да кажеме, стамбени единици, само со 2 ќе успеете да разговарате, кои што ќе се нафатат нели за различни од они како што смета дека треба лица да влезат во нивните куќи, би прифатиле. Значи ова беше една од локациите каде што луѓето кои што ја издаваат куќата нели прифатија и се согласија и во тие периоди лицата кои што работат во 25 мај установата, значи одеа околу најблиските куќи да кажат за што се работи, дури имаше и повици до дел од луѓето кои што беа на протестите да дојдат и да пијат кафе во самата куќа, да ги запознаат децата, бидејќи вие имате група на луѓе кои што искочи на протеста, не ги ни познава децата, ни кои се, ни што се. Ние истото ни се случуваше не само во Визбегово, туку можам да кажам и во многу поурбани населби во Скопје, каде што кога имавме проблем во Козле, каде што рекоа дека се навикнати дипломати да гледаат во дворовите, а не не сакам да ги мерувам за да не, нели, тоа беа деца од домот без родители. Точно, еве сега го имам истиот проблем во Завод за рехабилитација Скопје на селбата Бутел, каде што имаме лица со интелектуална попреченост, кои што веќе имаме десетина лица кои што со години самостојно живеат во самата установа, се вика стане 2, ако годиме и тоа во најблиската околина на самата институција да побараме станови, сите викаат да, но кога ќе им кажете да, тука ќе живеат нели лица со попреченост со поддршка, луѓето веднаш се откажуваат. И тоа е проблемот. И тука мислам дека генерално треба да се работи на подигнување на свеста и на знаењето на луѓето дека различноста не е страшна и дека вие не може да цените некого ако не го познавате. Значи, ја и вчера бев на демата емисија ја прашав господјата која што нели тврдеше дека сака деца и се, но дали нека сте ги разговарале со луѓето за кои што или децата во ситуацијава за кои што ги осудуваат и кажувате дека не се за таму. Она што е најстрашно тоа што на првите и дописи и разговори во самото министерство не се нарекува децата, туку се
се нарекуваат криминалци. Значи тоа е многу опасно и тоа ја крши конвенцијата за заштита на правата на децата. Значи вие не можете, има дел од деца, ја не сакам да навлакам на сите судбини, дали сите се со некакви нели и пресуди и осуди, значи вие прво кршите пресумпцијата на невиност, а потоа и го повредувате детето и ја кршите конвенцијата. Значи тоа се многу Не, ама и да се поентата на целиот процес е ресоциализација и подготовка на субјектот, односно во овој случај детето. Да, сега се малку врати во да општеството. и уште нешто само да разјасниме, овие деца се кои деца? Ние го помнуваме домот Ранка Милановиќ, дека се често од семејства или без семејства. Знаете како да ви кажам? И колку вкупно деца имаше во овој дом? Тоа се деца без родителска грижа кои што по сила на судбината која што живееле, дел од нив нели воспитно запуштени, дел имале и допир со законот. Значи тоа се во најголем број низ годините кога се промовирале институциите деца кои што биле во 11 октомври, од тој дом поминале во 25 мај и како растеле во тоа што го правеле, нели што кажуваме ние лоши работи, стигнале до Ранка Милановиќ. Што биле трите фази на развој на децата и тука системот не успевал никако децата да ги извади на правиот пат. Она што е промената е дека овие деца стварно треба да добијат семејната грижа и ова куќа или дом не е трајно живеалиште на овие деца, туку е систем кој што треба да им даде поддршка на децата, да ги научи да живеат самостојно, да ги научи на подобри навики, да добијат образование кој што не успеале нити оделе во училиште, за да можат понатаму редовно да влезат и во средното образование и крајната цел е тие, како и сите ние, да живееме, нели, каде сакаме. Ја тоа е прашава, што кога ќе наполна децата 18 години купат имот? На истото место каде што се наоѓа. Како ќе ги третирате, да? Факт е дека станува збор за деца кои што, иако кажа советникот дека треба да им дадеме можност, мораме да признаеме дека општеството досега не им даде можност. Со самото споменување дека тие казнува на секој со самото тоа што тие променуваа една установа, втора установа, трета установа, самото тоа укажува најдобро сведочи за тоа колкава на вистина грижа и какво внимание им дадовме на децата кога не успеавме да ги промениме. Джабир, ги слушнавме сите. Да, секако, јас пред да дојам овде го читав статусот на другарот Павле и навистина мислам дека таму е кажано поприлично се што и јас би сакал да го нагласам со тоа што јас мислам дека нема никакво оправдание за луѓето кои протестираат таму, заради тоа што некои од нив во брифингот што го добив онлайн препознаени се лица кои работат и во државни институции на сериозни позиции, значи тоа се образовани, информирани луѓе. Во денешно време информацијата ви е на дланка, можете да ја видите и вакво однесување кон деца, наши млади сограѓани, е крајно разочарувачки да се види и тоа најблаго кажано. Сметам дека процесот на деинституционализација никаде во светот не бил едноставен, кај нас доаѓа многу доцна и многу години трае. И многу години трае, се разбира. Тоа е еден деликатен процес каде што морате да ги почувствувате сите сензибилитети и поединечни интереси во околината и сето тоа. Ние првпат зборувавме за пред 20 години за деинституционализација, токму на Демир Капија, го зборувавме тоа и подолго време низ годините, не само ние како цивил, туку и многу други организации. 20 години подоцна, едно министерство, една министерка, нејзиниот тим се одважуваат навистина и да го направат тоа. Верувам дека знаевте со што се соочувате, но од друга страна гледаме една политичка култура која изградила или не култура, се разбира, која изградила едно општество, едни заедници, поединци кои се многу гласни, без оглед на тоа што се 50 луѓе. Тие се многу гласни, добија голем одзив, во денешно време тоа е многу лесно. И кој покажа едно неприфатливо ниво на нетрпеливост и дискриминација. Значи, вие сметате дека не е баш неинформираност, напротив? Не може да биде неинформираност. Или го спомна, ајде во Тимјаник може би беше неинформираност. Се согласувам со концептот дека треба да ги генерализираме овие случувања. Значи, реакцијата која што имав кога отворивме реакцијата на статусот за кој што кажа Џабир, емотивната реакција, бидејќи јас се сметам себе си за избеговец,
И не сакам кога името на местото од кај што доаѓам се поистоветува со ваков тип на активности. Но тоа што се случи во Избегово е само симптом на тоа што го имаме во целата Значи држава. не зборувам само И за во Тимјаник- Избегово. да. Зборувам и за Тимјаник, зборувам И за сите Козле, други и за места. аеродром, Се да. согласувам целосно. И Сите видите, други. адвокатите и од едната и од другата страна ќе ви кажат дека не треба да се стави равенство помеѓу Тимјаник и Избегово. Впрочем, професорката зборуваше така вчера на емисија. Да, треба да се стави. Во двата случаи локалното население се правда дека одбивноста на тие домови да бидат сместени во едината локална средина е најдобар интерес за самите деца. Односно се обидуваат да се извадат себе си од равенката и својата улога во процесот на неприфаќање. Јас мислам дека треба да сме свесни за тоа и мислам дека треба да бидеме свесни дека во повеќето средини во Република Северна Македонија нема услови за прифаќање на различни луѓе. Нема услови за прифаќање, макар и биле различни деца, не различни луѓе. Што тогаш да прават институциите? И поради тоа има многу голем проблем со барањето на прецизирањето на каков тип деца биле или од кој дом доаѓале. Значи, ние вчера имавме правдање дека Избеговчани, ако децата биле од друг дом, немале да протестираат. Бидејќи професорката имала контакти со децата од тој дом, а со децата од овој дом не. Ма дајте ви се молам. Станува збор за деца што немаат наполнетени 14 години. Дали се со проблематично несување, дали се со посебни потреби, што и да се случува, одговорот е во луѓето што ги негуваат и во социјалната средина. И работата која што мене ме револтира е што одма се одлучуваме на протест. Дали едните кажале вашите деца не ги сакаме, дали другите не им доставиле доволни покани, на крајот на денот не е значено. Тоа што е значено, дека група на граѓани во одредена бројка во име на цело село излегоа да протестираат против институција што сместува 3 деца. Во Тимјаник го имавме истото против институција што сместува со посебни потреби деца. Во Козле го имам истиот случај, во Бутол го имам истиот случај, иако таму не е стигнато порано и така натаму. Значи, мораме да ги посочуваме оваквите случаи. Мене ми е многу криво што што не ми е криво што сум од Избегово. Можеби е криво ми е што добро токму што- Избегово е местото што го Можеби е добива добро внимание. што излегоа Ама мораме овие да ги луѓе. посочиме тие постапки. Да се крене нивото на националната на националната осуда кон таквиот тип на Но нетолеранција. тие добија и подршка сигурно од многу мина. Добија политичка поддршка од структури блиски до опозицијата кои што рекоа дека целиот концепт на деинституционализација треба да се напушти и добија поддршка од редено локално население кое колку и ние да не се согласуваме со нивната загриженост, имаат одредени реални грижи кои што не сме успели да ги тука адресираме. да го прашам. Томчич, вие знаевте дека се жалат од Избегово, со нив сте контактирале, сепак решивте таму да остане. Значи, Куќата и покрај проблемите ние да не се сме најде. попуштиле во ниедна прилика, бидејќи ние работиме во интерес на децата, а не во интерес на другите. Значи, нас ни е првенствено да се промени типот на грижата према овие деца, која што ја испорачуваме како држава, бидејќи ние, нели, и по устав и по закони мора да гарантираме за добросостојбата на овие деца кои што се под старателство на органите. Значи ние не можеме да бираме каде ќе ги ставиме децата, ние го гледаме нивниот интерес. И тоа не се случува само со овие деца, се случува и со лицата со попречени и со сите. Убаво кажаа колегите, ние можеби не знаеме со какав предизвик се соочуваме кога влеговме во процесот И да имаш политичка волја, сосема друга точно, средина да биде на терен, значи мака мачиме, значи на дневна основа и во микроменеджментот и во промена на размислувањето на луѓето вработени во институциите, во промена на локалната заедница каде што доаѓаат луѓето и во наоѓање на луѓе кои што сакаат да работат со различни. Мислам се наметува тоа прашање, кога знаете дека има толкав отпор, сепак се решавате таму, нели? Па мора некаде, било секаде ќе постои, мора некаде да постои. Значи отпорот не беше веднаш, значи отпорот како отпор не дојде веднаш, кога нели беше решено, отпорот почна да се создава и се создаде до таа мера прво со преписки, со дописки на социјални мрежи и со станоци кај нас во министерството да на крај се реши тоа да биде протест. Мислам се согласувам дека е најлошото можно решение. Истото се случи со Тимјаник, ја бев присутен на настанот во Тимјаник и едноставно бев зачуден како нашата држава може вакви луѓе вака да реагираат, едноставно се полекува на училище. Таму беше страшно, да имаш реални и незнание, најобјективни загрижености. Да, Дури реално да се грижиш за безбедноста на твоите деца, да се грижиш за безбедноста на твојот имот двор или едноставно да не сакаш некој да ти бара цигари, прашање е дали протест против
мал дом во кој што живеат 3 деца е начинот на изразување на тоа несогласување. Овие луѓе баш тоа на не стоја. нечувствително И што каква порака ги избегаме на децата, Поради тоа е бидејќи острината на децата осудата гледаат кон таа телевизија, реакција. децата гледаат интернет, што ќе им кажеме сега на тие деца? Точно така. Зашто се Излегле- искочени луѓево? Точно. Како ќе И ги што им воспитате кажала дека на треба да своите? прифаќат и да живеат И заедно? да се разбереме, тоа се категорија на млади луѓе кои не биле имале проблеми во својот живот и кои заслужуваат, имаат апсолутно фул право, потполно право да бидат згрижени на што е можно подобар и похуман начин. И вие имате исто така, тие се деца од наши сограѓанки и сограѓани. Тие се деца дел од нашето општество. И во нивната категорија може релативно лесно се случува во животот и дел од децата на оние кои протестираат таму. Како тие ќе реагираат ако случајно нивно дете зајде во некој проблематичен однос и со Тие што проблематичен... избегуваат на протест, веројатно не помислуваат Веројатно не помислуваат, на но такво има- нешто. има и многу А зато видите, кои се ама повеќе реакција. според вас? Како? Оние кои луѓе се повеќе? Дали се овие мнозинството што дискриминираат или Се има го проблема прашувам, разлика. да, Џабир, па Јас имаме повеќе видови Се дискриминација, разбира дека тоа е многу тешко прашање, веднаш да ви кажам, заради тоа што мора да се направи посериозно истражување, да се пребројат луѓето и сето тоа. Прве прашам искуствено, бидејќи Јас мислам дека ако ја погледнете човековите политичката мапа, еве да речеме во парламентот, или пак воопшто општествено-политичката мапа на медиумите, ќе видите отприлика дека тука е некаде пола-пола. Имаме многу поделено општество, од кој едниот дел е навистина конзервативен, кој сака назадни, е склон кон назадни идеи, назадно однесување, нешто што е спротивно на она што подразбира модерниот свет сега. И мора да кажеме дека тие се погласни, си дозволуваат да се служат во јавната комуникација со далеку по ниско ниво, кое предизвикува повеќе внимание, па изгрозување во многу голем број на случаи, а она што е по-прогресивниот дел од општеството не си дозволува, барем Секогаш е најчесто поумирен. не си дозволува едно такво ниво и заради тоа ние може да добиеме впечаток дека тоа е дел од општеството кој превагнува. Напротив, јас сум оптимист дека всушност потивките се оние кои се прогресивни и се во мнозинство, но со оглед на технологијата, со оглед на начинот на кој комуницираат, тие изгледаат во погласни, денешно време омразата поголеми и многу така полесно натаму. се шири. Точно така. Васка, вие пред кога подготвувавме емисијата споменавте дека и затвореникот кој почина во Куманово овој викенд практично бил дете кое е Па да, и тој го од поминал Ранка овие Милановиќ. установи. Доаѓа од малолетничкиот затвор во Охрид, се преместува во Куманово и таму починува. Така да, ќе видите, овде системот едноставно ги заборава овие луѓе. Иако навидум прави се да им помогне, видливоста е многу мала од позитивните ефекти од ресоциализацијата. Неслучајно како институција ние тоа многу оштро го критикуваме. И стоиме на ставот дека децата и во установите, децата и во воспитно-поправните домови, па дури во малолетничките затвори не ја добиваат потребната грижа. Немаат ресоциализација. Ние навидум зборуваме ресоциализација, имаме само на хартија. Ние имаме префрлување, односно преместување на деца од една установа во друга, од една установа во друга трета и неслучајно на една од пресконференциите правобранителот праша: знаете ли што им правиме на децата? Со тоа што ги клюкаме со седативи, со тоа што немаат Тоа никакви беше во слободни активности. малолетничкиот затвор во Тоа вашиот беше извештај. и во 2016 и во 2019 година. Меѓутоа, искрено нас многу не погоди тоа што малку сериозно се свати посебниот извештај на Народниот правобранител. И во 2019 година за малолетничка тоа се деликвенција. малолетници, тоа се деца Сега конечно е изграден после 18 години затвор во Волковија. Волковија, да. Да, меѓутоа Там тоа е малолет- установа, една гломазна зграда која што е баш онака замислена за лица кои што не сакаат да бидат во нивна близина луѓе од ваков тип, условно да кажам. Значи тоа сосема изолирани. ќе бидат Изолиран, на каде страна. што нема пристап, нема сообраќај,
таму некаде убаво Мокри, изградено ние. со меѓународни стандарди, Каде што меѓутоа акцентот не е е повеќе допирливо. ставен на ослужување на казната, Казната отколку а на не на ресоцијализација. можноста за Така. реинтеграција во Или општеството по социјализација, ослужување нема на шанси, казна. нема шанси. Значи, уште дефинитивно. не е отворен Не, тој, ама не, веќе и 3 знаеме години дека по однапред, најавата не е, меѓутоа Дури да се искрено, отвори, дури да нема- се отвори ќе биде на штета, нема да биде на корист. Уште едно прашање имам. За вас не ми кажете, во Ранка Милановиќ, колку вкупно имаше деца? Нема, тоа се вкупно 6 дечиња кои што се поделени во сега во Два дома. во тоа се стамбени единици ние ги викаме бидејќи сакаме да ја напуштиме грижата што се вика домска, која што нели Так. ги давала овие резултати за сега што говориме, но тоа не значи дека во иднина ние ќе немаме изрекување на мерки такви каде што ќе мора да се работи на ресоциализација, рехабилитација и до сега можеби и законот за правда на детето не бил до крај почитуван бидејќи немало соодветни услови каде да бидат пратени децата кои што се во конфликт со законот, Так. бидејќи ние имаме пораст и на булингот, и на малолетничкото престапништво, и на многу работи кои што се уште не сме ги отвориле сериозно како тема и кои што сметам дека час поскоро треба да се отворат, бидејќи ние така, само така ќе може да градиме... Ама ако живееме во вакво општество со вакви предрасуди, ваква дискриминација, Пошто ако не како ќе реагираме, немаме за едно знаете, дете тоа ќе ќе ни се- се врати во општеството како бумеранг и само ќе добиваме многу полоши и Ја полоши мислам дека веќе се генерации, враќа. Васка, повеќето од овие деца се ромчиња. Дали имаме дискриминација тука и по етничка или е чисто... Видете, и во Ранка Милановиќ, кога ја посетивме Да. пред деинституционализацијата, Да, мислам за домот, да. а и сега и во воспитно-поправниот дом констатиравме дека поголемиот дел се припадници на ромската заедница и тоа најчесто потекнуваат од социјално депривирани семејства, нефункционални семејства. И она што е карактеристично скоро и да немаше досие кој што го разгледавме од децата, а да нема сигнал дека семејството е навистина во многу тешка состојба. Да нема семејство каде што детето пораснало или со грижа од само еден родител, или да има во семејството лице кое што конзумира алкохол, корисник на алкохол, или користи дрога, или бил во затвор и така натаму, што значи дека дури и самите центри за социјална работа кои што се надлежни во овој случај да работа за подобрување на воспитувањето на децата, за подобрување на ризикот во кој што се наоѓаат семејствата, потврлиле. Тоа мораме да го признаеме. Значи, ние имаме деца, ги сместуваме во установа или сега ги деинституционализираме, меѓутоа, семејството од каде што потекнуваат, никој не работи со нив. Ги оставаат такви какви што се. Прашањето е што кога ќе излезат тие деца и од малиот групен дом и од воспитно-поправниот дом, во која средина ќе се вратат? Повторно во средина каде што ништо не е направено. Каде што комплетно родителите се оставени самите на себе си и можеме да очекуваме после тоа дека тие деца кои ќе се вратат повеќе нема да дојдат во судир со законот или нема да пројават непосакувано однесување во општеството. Напротив, ако ви изолирате причина без да почнете да работите, да ги надминете проблемите со кои ще се соочуваат, секогаш ќе имате мотив и добра клима да имате други неспосакувани действија. Јас би сакал да кажам нешто во врска со избегово, кое нема врска со оваа тема, но е дел од проблемите на граѓанките и граѓаните таму. Неодамна ние добивме материјал кој сведочеше за тоа дека во Избегово децата, дел од децата што живеат таму немаат услови, односно немаат основно училиште. Јас сметам дека таму треба институциите да се погрижат, се работи за деца од албанската заедница, тие со минибусови И македонците немаат основно училиште адекватно во Избегово. Проблемот со основното училиште таму ќе отидев сега. Тие се качуваат во автобуси, минибусови, едно врз друго практично и така натаму се носат во еден дел од градот, во Чаир, и таму учат на албански јазик, потоа се враќаат, а децата од македонската заедница одат во други училишта, така што вие имате во текот на денот голема миграција за деца, навистина деца од основно училиште, кои ги носите на две различни точки од градот, во сосема различни средини, а потоа повторно ги враќате назад во попладневните вечерните часови. Тие нема никогаш да живеат заедно. Тие не комуницираат. Не комуницираат, буквално физички се сегрегирани. И воопшто нема никаква Ама но социализација. никој не протестира до училиште. Добра идеја би била, имало протести и меѓу македонците и меѓу албанците. Добра идеја би била кога институциите
би се погрижиле да направат едно добро, убаво, големо основно училиште каде што сите деца од сите заедници ќе учат таму, соодветно во соодветни услови и ќе можат да комуницираат меѓу себе. Објектот го има, кога стана збор за Визбегово позначено, објектот го има, меѓутоа допред скоро немаше никаква настава, сега има многу ограничена настава, односно само неколку класови, мислам за одредени групи на деца. Факт е дека македонците најчесто одат на кај Карпош и завршуваат основно и средно образование, а албанците на кај Чаир, македонските муслимани, турците, србите, ромите се упатуваат во двете насоки. Видете, проблемот е во тоа што сите оправдувања кои што беа наведени, дека се нема услови во Визбегово, дека патиштата се такви, прашина има, куќиња има. Добро, се согласиме да, но значи никој не вели дека се однесуваат за сите. Ама не се причина да протестирате против 3 деца. Да, школата во Визбегово треба да се среди. Не сега, требаше уште пред 10 години да се среди за да Визбеговци имаат квалитетна школа. Ама ајде да насочиме зошто не искочат напротив за училиште, како што рече. Тоа сакав да кажам. Зошто незадоволството го манифестираат таму кон 3 деца, а не кон општите мерки кои што довеле до таа ситуација? Значи, има работи кои се основни во нивната, во заедниците, не само во Визбегово. Визбегово е една многу мрачна илустрација за тоа каде се наоѓаме. Да, го користиме како илустрација и нова, не дека или најнова. Многу основни работи во животите на луѓето, поврзани со фундаменталните човекови права, не се задоволени, а вие одите во еден сосема друг екстрем, како што е овој сега, или тоа што беше во Тимјанек, тоа што беше во Кисела вода, во Козле и така натаму и така натаму. Ние постојано имаме ситуација во која се скандализираме, и навистина поголем дел од општеството верувам дека се скандализира од оваа состојба, од оваа ситуација. И потоа запира се тука. Ке се испоплукаме по Facebook, ке се испоплукаме и ке излеземе, дури и на самиот протест имаше цитати од Facebook, значи Facebook стана еден главен форум, тие биле као неинформирани, значи Facebook е главната информативна содржина. Значи не се согласувате дека баш неинформираноста, ако ништо невозможно е. Не може да биде некој што работи во државна институција, некој што чита весници, некој што живее во урбана средина, што има пристап до телевизија, до весници и до интернет, да биде неинформиран. Зошто тогаш во аеродром протестира под водство на поранишниот градоначалник против дневен центар за зависници, кои доаѓа да земат метадонска терапија. И тука некако се откажа држава. Тука ќе дојдеме до една точка која всушност значи урбана средина. Да, имено. Јас верувам дека за тоа стојат политички структури кои преку овие и ваквите граѓански незадоволства, дали се мета на манипулации, лажни вести, дезинформации и така натаму, или изворно им дошол некој проблем па протестираат, да го тргнеме тоа на страна. Јас сум убеден дека за тоа стојат политички структури, политички кујни, кои едноставно гледаат во се од овој тип можност да ги обструираат процесите кои се започнати во оваа земја. Имате и на повисоки нивоа, меѓутоа и 3 деца можат да бидат добар политички поен, мобилизација на одреден дел од заедниците кои можат на 12 април да одиграат известна улога. Тоа е навистина расипано, сметам дека е политички многу нечесно, велат дека политиката и честноста не одат заедно, јас верувам дека всушност треба да одат и одат, и во голем број случаи одат. Меѓутоа, ја мислам дека мораме да го иземеме учеството на политичките структури од осудата или неосудата на овие настани. Истото станува збори и за случајот со навивачите, истото станува збори за претходни вакви случаи. Како да го иземеме? Во поголемиот дел од тие случаи имаме политичка позадина, одреден тип на политички или партиски структури кои што учествуваат во таа организација. Ама на крајот на денот тоа се луѓе кои што идат на тие настани, тоа се луѓе кои што се вклучуваат во вршењето на тие действија. И мораме да правиме разлика помеѓу неинформираност и едноставно нетолеранција. Морам да ги прашам сега, вие имате директна, не дека Џабир и Павле немаат контакти со сите луѓе, меѓутоа кога се справувате со овие проблеми, колку таму
чувствувате дека има политика или тоа се сепак луѓето со своите предрасуди, немање свест или едноставно да се начин разбереме, јас верувам дека предрасудите се инструментализираат. Предрасудите постојат, меѓутоа тие се инструментализираат во политички цели. Тие се инструментализирани. Тие луѓе можеби имаат предрасуди, иако не може да се амнестираат од тоа дека биле неинформирани, тоа не станува збор за тоа. Меѓутоа, нивното незадоволство и нивните предрасуди стануваат дел од корпусот на едни алатки кои предизвикуваат понатаму политички консеквенции. Кога ќе се вмеша политиката, еве да го преформулирам прашањето, колку вам ви отежнува работа? И дали секаде има политика? Кога станува збор за постапување по предрасуди и стереотипи, особено кон определени категории и граѓани, без разлика, дали етничка или по определена состојба и така натаму, навистина е многу тешко да се делува, меѓутоа од аспект на народен правобранител, го кажувам, нашето постапување, секогаш, барем кога станува збор за ваквите случаи, ние максимално гледаме навистина да тргнеме од тоа што представува најдобар интерес на детето во конкретниот случај. Значи, дури поднесената представка во конкретниот случај, дури поднесените представки од родители кои што многу често кај нас поднесуваат по вид на петиции, не сакаме нашите деца да учат со деца со посебни потреби. Не сакаме нашите деца да бидат во исклас со деца ромчиња. Па вие го имате јавно Ѓорги Сугаре во Битол училиштето. Што се превзема? Со години алармираме за тоа. Каде што родителите јавно ги тргаат своите деца против реонизацијата, одлуката за реонизација, ги запишуваат во други училишта, зошто само затоа што во тоа училиште учат ромчиња? И доаѓаат со представка. Доаѓаат со представка, барајќи од народниот правобранител да ги заштитиме нивните права. Нивните предрасуди. Да. И видете, ова е елемент што мораме да го адресираме. Може да кажам за политичкото влијание. Јас го имав завршниот збор која се носеше Законот за социјална заштита новиот во собрание и она што го слушна во собрание, тоа за мене беше погубно, бидејќи ние мачевме да го донесеме новиот закон и да ги донесеме новите политики баш во насока на подобрување и на стандардот на луѓето и на сите оние услови кои што оваа држава треба да ги има. Значи, ширење на лажни вести, манипулација од страна на политички мотивирани лица нас исклучително многу не отежнува состојбата и ние се бориме со лажни вести и со сите оние работи кои што обичниот народ, ако не му ги објасните, нема да знае дека не се така. Исклучително многу енергија зима, јас зборам како професионалец, еве сега нема да зборам како представник на МТСП, ќе зборам лично во моје име, исто да им го кажам во собрание на сите политички структури кои што беа таму, дека е срамно и жалосно политика да се меша во состојби каде што се подобрува состојбата на луѓето. И значи треба сите кои што се бават со политика да го знаат правилот и да знаат што е добро за граѓаните на оваа држава и таму политика да нема свое влијание. Да, но секаде гледаат гласачи, како ќе Само да користите, моментално се користат луѓе кои што се сместени во институциите, не сакам да ги наведам на институциите, се сликаат со одредени политички партии, пуштаат лажни информации, кажуваат дека процесите не чинат. Јас ги поканувам сите оние кои што не веруваат и кои што нека се представници на политички партии, само нека одат и нека ги посетат лично и децата и лицата со попреченост кои што сега моментално живеат во стамбени единици, и некои се врати во биолошките семејства и нека ја видат радоста во нивните очи и сето она што значи промена во нивните животи, ќе им биде јасно дека треба да престанат со манипулации, бидејќи тоа што се случува е стварно страшно и на моменти многу и не демотивира кога ќе работите вие и целата енергија ставате во улога на подобрување на состојбите, кога ќе слушнете од другата страна некој безобразно да лаже, ете така ќе се изражам, за мене стварно е погубно. Дека целиот процес е Не за целиот процес, и за определен случај нека биде, не мора да е целиот процес, него кога ќе каже дека нешто што постои самиот го користи, дека воопшто не постои, а самиот е корисник на тоа, за мене е стварно страшно. Тука ќе направиме една пауза за реклами и се враќаме на дебата. Продолжуваме со дебатата за дискриминацијата, предрасудите и која е вистинската слика на нашето општество. Ке споменам уште еден настан
што исто така предизвика реакции. Тоа беше прославата на шверцерите, така ги нарекуваат, навивачката група во МНТ. Токав говор на омраза на социјалните мрежи, што би рекол Џабер, но и зошто многу дилеми и прашања, зошто прославувале таму, кој ги пуштил, се бара одговорност. На сето ова владата формираше работна група. Толку. Дали, моето прашање е покрај многу години на релаксирани меѓуетнички односи, како што слушаме од нашите политичари, дали навистина се релаксирани, колку овој настан може да биде опасен и да биде некаква искра што ќе предизвика тензии кои се обидуваме да ги заборавиме од минатото. Добро, влегуваме во период, поточно влезени сме веќе во тој период во кој етничката карта ќе биде употребена, односно злоупотребена до максимум. За одредени политички структури во земјава експлозија на етнички тензии ќе биде всушност најдобриот можен исход од нивната политичка борба, особено ако сакаат да ги избегнат непријатните прашања кои рангираат од сопствеништво во одредени објекти, завршувајќи со нивоа на образование и кој кого стипендирал и како. И тоа е една ситуација во која ние можеме да забележиме дека, како и во претходниот случај кога зборувавме, можеме да забележиме дека одредени политички структури, политички партии обавезно бараат начин да ги разнишаат меѓуетничките односи. Што е можно повеќе? Мислите дека и ова Јас сум убеден дека дури и да нема диригирана некоја планирана ситуација, таа потоа веднаш се презема од кујните, од ботфабриките кои после тоа ја билдаат тензијата. Може да е во случајов може да се работи за една несмасна административна постапка во која на една навивачка група, нека биде било која навивачка група и се дава театарски објект, макар што да не расправаме за тој театарски објект. Да, мислам дека има информации дека навивачите никогаш не биле пријавени, дека ќе биде настан посветен на навивачи, туку дека ќе се пушта, ќе има проекција на документарен филм посветен на навивачи. Како и да е, може да е административен пропуст, може да е подметната ситуација, може да е било што. И имате таква ситуација каква што имате. Мислам дека, простете што ќе го кажам ова, со сета моја почит кон македонската култура, македонскиот национален театар и сето тоа, меѓутоа таа формација, група навивачка, јас ги нарекувам хулигани, да ми простат, се нашле на вистинското место, во еден објект кој е споменик на некултурата, на нешто што е навистина навреда за сите што живееме во оваа земја, токму тоа и нели како дел од Скопје 2014. Но и се разбира неприфатливо е такво однесување, но мора да знаеме дека тие структури, тие групи навивачки, тие хулигански групи се всушност милитантите на одредени политички партии. Тие со години, со децении наназад се спонзорирани на различни начини, не мора секое спонзорство тоа биде финансиско, макар што имавме и такви случаи, и сме пишувале, за тоа сме објавувале. Имаме такви групи кои се уште се дел од милитантните крила на политичките партии. Павле, и тие се ним мора да им се застане на патот. На политичките партии мора да им се каже да престанат да негуваат такви милитантни групи во своите редови. Бидејќи тие после тоа извршуваат највалкани работи во политичките процеси како што се избори, референдуми и така натаму. Редовно се користат за подгревање на општествената тензија. Точно така. И ова е еден многу поголем проблем. Значи, исто како ситуацијата со Визбегова, така и ситуацијата со МНТ, треба да разгледуваме повеќе аспекти. Се согласувам дека МНТ не е споменик на културата, причини претходно познати, но исто така не можем да оправдам таков тип на Добре, има и луѓе кои го сметаат споменик на културата. Ова е ваше мислење дека не е таков тип на однесување. Ама мораме да разликуваме неколку работи. Прво, правниот аспект.
Дали има причина за штета? Има, која што штета иако е причината, у реална сума не е толку висока колку внимание во што заслужува. Тоа што е позначено е позадината на тоа што се случуваше и како после тоа се злоупотреби у јавноста истото. И тоа е симптоматично за секоја злоупотреба на инцидентот на навивачки групи кој што не се случува во последниве 30 години постоење, а многу ги има така. Значи, на имотна штета која што релативно не е голема, има наводи дека се скандирале песни на етничка омраза, има наводи дека не се скандирале. Една работа е што ти влагаш во таков тип на институција и доколку скандираш песни кои што содржат говор на омраза, е една работа, а друга работа е доколку само славиш. Според одредени информации во јавноста имало скандирање на таков тип на говор. Дури да немало. После тоа имаме злоупотреба на настанот, односно пренапомпување на димензиите, иако да, многу било штетно тоа што се случило и за секоја осуда, но имаме и од едната страна, од македонскиот конзервативен табор и од албанскиот политички табор од една партија, да не е именувам се во случај, каде што намерно се подгреваат тензиите, па искачаат едните во одбрана на македонската кауза, другите во одбрана на албанската кауза и тоа може да продолжи до безкрај, додека не го добијат тоа ниво на етничка нетрпеливост, која што им одговара само на тие политички структури и на ните. Верувате ли после дека тоа ова е земјотресот во Албанија, земјотресот во беше Албанија, Божја казна за скандирањето во МРТ. Мислам, Тоа Погледнете, е всушност најстрашниот елемент. прекрасна илустрација за тоа каде живееме и колку примитивни начини на јавна комуникација се злоупотребуваат за да се добијат политички поени. Тоа е ужас. И крајно време е како општество реално да почнеме да го третираме проблемот на навивачки групи. Нема ни еден населен протест во последните 10 години кај што немало вмешано припадници на навивачки групи. И време е да се постави прашањето дали тие групи навистина навиваат за клубот за кој што велат навиваат или имаат сосема поинаква функција во општеството. Се сомневате дека е партиски милитанти се. Не, Она што мене го ми се има говори случило да Џабер. бидам на надпревар на фудбалскиот клуб Вардар, со не знам некој од меѓународните клубови. Моја задача беше да мониторирам говорот омраза. Дава гол Вардарец, албанец. И јас ја слушам навивачката група како почнува да скандира и тој е стока и тој е албанец, само што не го употребија зборот албанец. Значи, видете, едно е поддршката кон клубовите, јас сум бил спортист долги години. Да, ова не ја е разбирам уверува лојалноста дека кон клубот, абе се гине за клуба ако треба. Ама друго е кога таа љубов, кога таа искрена емоција кај навивачите, ти ја злоупотребуваш во сеење омраза во случајов на етничка основа или инструментализација кон политичка партија. Не сме имале насилен протест, не сме имале судир на групи помеѓу луѓе во држава во последниве 10 години каде што не биле вклучени припадници на навивачка група. И јаде да бидеме отворени да го признаеме тој проблем и реално така да го третираме. за навивачките групи не очекувам дека сигурно ги доживувате како што ги доживувате, но денес имавме уште еден процес, значи говор на омраза, дискриминација по етничка основа, дури е суштината на нивниот говор на навивачките групи. И зборуваме за дискриминација во момент кога немаме комисија за борба против дискриминација. Да, веќе неколку месеци. И денеска невладините организации, меѓу која беше и Цивил, предупредија дека ако не се изберат членовите сега кои веќе конкурирале, таа не функционира, дека една година нема да имаме, меѓутоа не гледаме дека е некаде закажана седница или дека ќе има такво нешто. Па и по донесување на законот, новиот закон Да. за заштита и спречување од дискриминација, се знаеше колку е рокот продолжен за постојната комисија да продолжи со својот мандат, што значи дека парламентарците многу добро знаеле кога им истекува мандатот. Значи август месец тие престанаа со работа. Ние како институција, нашите представки стојат на едно место. Стојат оние представки кои што каде што се бара заштита од дискриминација конкретно за етничка основа кон приватен субјект каде што ние не сме надлежни и каде што со посредство на комисијата за заштита од дискриминација бараме вмешување за да можеме да го следиме случајот. Меѓутоа за жал представките се такви тука како што се, комисијата само формално ги прима представките. Превземените две вработени, една од влада и една од Министерството за труд и социјална политика, која што работи за потребите на И комисијата. страшното е што не е само со комисија за спречување и заштита. Да, добро. Да, и бидејќи останатите тоа е зборувам за темата, не комисијата се- од причина што се работи за процесот Меѓутоа на и досега дискриминација. имавме комисија, па не слушнавме многу за нив. Да, меѓутоа имавме Тоа е можност. посебна приказна Да, за такав. тоа е друго прашање. Меѓутоа Освен овде кога барем ја имавте и одлучија можевме побарањето на Освен кога поранешниот беше премиер брана Никола режимот, Груев. можевме да ја подбуцнеме, да ја алармираме, да ја разбудиме, а сега кого ќе разбудиме?
Сега нема кого. Дури и тие што знаат дека треба да изберат, некако молчешком со месеци го премолчуваат избор на новиот состав на комисија. Знаете што Значи, многу е Да, симптоматично ако може, се да, Душан, па. Не можам да кажам дека истото се случуваше и со носењето на законот за дискриминација, значи се повторува истото и оваа комисија се заминува. Тоа е Филип Бастерин кој што е редовна практика за Не, тоа го кажува односот кон дискриминацијата. Ако го идеме ние на подкомитети за поглаве човекови права, прво се чудеа како не можеме да го донесеме законот во собрание и што е тоа што не спречува и сега ни викаат пак имавме сега минатата недела исто за човекови права, што е со комисијата и зашто вие не може да изберете, дури ни даваат рокови, викаат сега до крајот на декември вие мора да ја донесете. И ние секогаш да, тоа го правиме, а у принцип пак е тоа што го кажав мешањето на политиката во лош интерес на граѓаните. Замолив јас една работа тука за да биде прецизна. На крајот политичарите се криви, на крајот сите претеници се криви, тука се согласувам. Ама ве молам, размислете кој раководи со комисиите за кои што блокира. Никој од претениците, без разлика дали од СДСМ, од коалицијата, од ВМРО, од коалицијата, нема да ви бега од одговорност за застојот на работата на собранието. Ама сите овие комисии се комисии со кои што раководат претеници за ВМРО. Избори Да, Павле, морам и така сме при крај. Да не се согласувам не само тоа, последниот пат се покажа дека проблемот при изборот на државен ревизор беше несогласување во владеачката коалиција, така да не можеме секогаш опозицијата, јас ја разбирам политичката определба твоја, меѓутоа не можеме сега сите како кога некојаш последици да бидат заради опозицијата, кога зборуваме за политичари, ако нема комисија за дискриминација, не може да бидат само тоа што кажа опозицијата и Томшич. Многу е важно да се запомни дека таму е коренот и веројатно и решението на сите проблеми. Освен тоа што ние немаме антидискриминацијска комисија, законот сам по себе е миниран цело време. Цело време се обструираат делови од законот. Сме излегувале на протести. Како обврска од ЕУ преземено, направен закон кој мистериозно му исчезнуваат делови кои се многу важни, како што беше ЛГБТ и заедницата, нивните права и така натаму, па субрегулаторните прописи и така натаму. Имаме ситуација во која ги гледаме политичките партии како најодговорни за ваквото однесување на општествено ниво. Таа нивна комуникација, тоа нивно блокирање на процеси кои ќе не одведат некаде каде што е подобро, во попрегресивна иднина, тоа е кај нив, во нивни раце. А тоа што го гледаме на улица, тоа што го гледаме на протестите, тоа што го гледаме на стадионите и така натаму, тоа се само злоупотребени енергии на луѓето кои немајки каде или пак манипулирани од медиумските кујни, кои ги се во нивен посед, го разградуваат и понатаму го попречуваат развојот на земјата. Затоа треба да се вратиме назад кај политичките партии и да им кажеме да престанат со тоа, да ја деполитизираат земјата, бидејќи ние сме многу политизирано општество. Затоа што живеевме 11 години во земја во која партијата и државата беа едно те исто 100% поклопени. Ние мораме да излеземе од таму. Сметам дека и оние што се на власт сега не прават доволно и не прават доволно брзо и доволно длабоко не влегуваат во суштината на проблемот. А тоа е политизираноста, а тоа е попречувањето на излегувањето на демократизирањето на ова општество. Да. Тешко е да се донесат заклучоци, ќе ги искористам ова звонче денеска за крај на емисијата. Инаку ова е недела против насилство, против жените и девојчињата, уште една тема како ова, за која ќе посветиме веројатно посебна емисија. Тешко да се донесат заклучоци, но добро е, верувам, да се отвораат овие навистина болни теми. Ви благодарам на сите за учеството во емисијата. Останете на Телма и имајте убава вечер.